Видите, денеска живееме во историјски период во кој многумина не негира дека постои Творец. Не негира дека постои Бог, односно не негира дека постои такво битие. Имаше периоди кога се негираше, но за волја на вистината ми ден денеска луѓе кои не веруваат, односно не го прифаќаат постоењето на Бог. Од каде сте вие сигурни дека Бог постои? Кој вас ви дава сигурност дека Бог постои? Може е тоа пуста желба. Може би Бог е само наше супер его. Може би Бог е играчка за големи деца. Некој така го нарекува. Од каде сте вие сигурни дека Бог постои? Свето писмо. Мора некој да го создава ова сето. Преку Исус Христос. Значи, името ваше? Лашка. Значи, тргнуваме по некои логички постулат. Ако ова постои, се што постои, дека тогаш треба да постои Творец. Така. Но има многу, например, денеска тези, размислувања, ставови и така натаму, дека се тоа што постои, постои случајно. Кој го создал Творецот? Или постои прашање кој го создал Творецот? Ако постои се што постои, тогаш кој го создал него? Сега да ви... Он? Како може така ли? Да, видите, тоа е тоа. Така само малку да. Имавете, кога се говори за Бог, се говори всушност за една абстрактна именка, за која многу малку знаеме. Имавете, не помалку знаеме од тоа што е љубов. Не помалку знаеме од тоа што е слобода. Например, што е тоа вечност. Тоа се абстрактни именки, за кои многу тешко можеме да разбереме што всушност тие означува. Така да, во овој свет, внимавајте, во овој свет, како што реков на самиот почеток, имате најголем процент на луѓе кои не го негираат постоењето на Бог, но имаат своја представа за Бог. Своја представа. Творец, ваков, онаков, исполнуваш на желби, не знам, било што. Некаква смисла во безсмислата и така натаму. Милион мотиви, милион причини. Но внимавајте, прифаќањето на идејата за постоење на Бог и остварување на лична заедница со Бог е сосем друга работа. Се различити работи. Сакам ова да го разберете. Што сакам со ова да ви кажам? Денеска вие може да одите во како да кажам, зафрлени села во Индија или во Африка и таму да се сретнете со религиозност. Да се сретнете со почитување на некаков Бог. Можете да отидете на Јаја Паша таму во џамијата и да зборувате за Бог. Можете да одите кај не знам кои се народи кои имаат доживување за Творецот. Но всушност кој го има изворното сознание за тоа кој и каков е Бог. Дали ме разбирате што да ви кажам? Значи, не го негирам тоа, нит може да се изнегира сознанието, односно доживувањето дека Бог постои. Интуитивно, длабоко во себе, во нашата душа, во нашиот ум, сознавајќи ја природата околу нас, влегувајќи во тајната на природата и така натаму и така натаму, ние доаѓаме до сознание дека постои некој кој се тоа го организира. Го создал и го организира. Внимавајте. Не е само создадено, ова е се добро организирано, се добро поставено. И функционира. И сега прашањето е, значи, не дали Бог постои. Многумина денеска го прифаќаат сознанието дека Бог постои. Клучниот момент е, ако Бог постои, каков е тој? Кој е тој? И каков е тој? Кој е тој и каков е тој? Вистинско и најизворно сведочење, значи вистинско и најизворно сведочење за тоа кој е и каков е Бог имаме во Светото Писмо.
И затоа Светото писмо го нарекуваме Божјо откровение. Внимавајте, Божјо откровение. Она што ни е откриено од Него. Јас можам за било кој од вас да имам размислување такво како што ја сакам. Например, ја гледам сестра Мирјана и можам, вака гледајќи ја, да си направам представа за неја како што ја сакам, разбирате? За неја, ваква е, онаква е, така натаму и така натаму. Но една работа е што јас мислам за неја, каква слика јас си представувам за неја, а друга работа е кога она ќе ми открие каква е и која е. Разбирате? Тоа исто се случува со Светото писмо. Значи, сите ние имаме некаква представа за Бог, кој е и каков е. Но вистинската слика, односно вистинското сознание за тоа кој е и каков е тој, добиваме од самото Божие откровение, односно од самото тоа што Бог го открил за нас. И сега се поставува веднаш логично прашање, зошто Бог има потреба да ни се открива? Од многу едноставна причина, која ни е наведена во Светото писмо, а тоа е дека ние сме отпаднале од Бога. Ние сме отпаднале од Бога. Значи, ние, како човештво, веќе одамна, од ред причини за кои ќе говориме, не сме во заедница со Него. Ме разбирате? Не сме во заедница со Него. Ние не сме во личносно заедничарење со Него. Сите ние личносно и како човештво. Ние сме отпаднале од Него. И во моментот кога се случило тоа отпаѓање од Бога, под терминот отпаѓање се подразбира прекинување на заедница со Бог. Значи, кога сме прекинале таа наша заедница со Него, кога сме го прекинале тој однос со Него, тогаш, со текот на времето, што се случува? Сознанието за Бог, што го имале, например, Адам и Ева и првите, како да кажам, луѓе, кои се плод од првите, од нашите прародители Адам и Ева, односно тоа сознание што они го пренеле на своите синови и ќерки и така натаму, па ние може да видиме дека веднаш уште во првото поколение, кога човештвото отпаѓа од Бога, кога се заразува со злото и гревот, ние гледаме дека и самиот Каин, кој бил опоменуван од Бога да не прави зло, да не прави братоубиство, тој се спротивставува на Бога. Како последица на нашето отпаѓање од Бога, како последица на нашето прекинување на таа заедница со Него, како што оделе генерациите последователно од Адам и Ева кон, например, кон развојот на историјата на човештвото, се повеќе и повеќе човештвото тонело во непознавање, односно заборавање на својот Творец. И како последица на заборавањето на тоа кој е и каков е Бог, како последица на гревот, како последица на потребата човек да воспостави релација со Него. И од тамо доаѓа зборот религија. Религија значи повторно да воспоставиш врска. Сите народи, внимавајте, сите народи, како што се, особено по потопот, како што се формираат јазици, народи и така натаму, сите народи, она што го доживуваме ние денеска, ги доживувале и тогаш. Ти имале потреба да воспостават заедница со Бог, релација со Бог. И затоа формираат што? Религии. Има потреба, значи духовниот порив внатрешен, имаат потреба да го реализираат, да го насочат. Но за жал, кај најголем процент од нив, ако не и сите, се создава погрешна представа за Бог. Односно, под влијание на нечистите демонски сили, кои го лажат умот на паднатиот човек, човекот се формира лажни богови. Односно, со текот на времето, наместо на Бог, на вистинскиот Бог, започнува да се поклонува на идоли. Што се идолите? Тоа се форми различни. Значи, тоа идолите има за цел да се направи некаква форма на божество, таква како што е изфантазирана, и да се поклонуваат луѓето на таа форма. Да принесуваат жртви или така натаму, жртви на умилостивување или не знам тамо што за исполнување на желби, доли принесували крвни жртви,
ги принесували своите деца, ги принесувале најчистите созданија од, како да кажем, од својот плод. Сето тоа за да ги умилостиват боговите. Односно, тогаш со текот на времето се создава многобожство, идолопоклонство и многобожство. Тоа е политеизм. Многобожство и идолопоклонство. Значи, идол, многобожство и многу брзо. Внимавајте, со идолопоклонството и многобожството се поврзува окултизмот, суеверието и магијата. Врзува. Се едно со друго. Тоа демонот така ги врзува работите. Кога ќе го промашиш Бога, кога нема да знаеш кој е вистинскиот творец, кога си во промашување, во духовно промашување, кога се поклонуваш на идоли, кога се поклонуваш на демони, на бесови, како што се каже, тоа е кажано во Светото писмо, тогаш ти полека заблегуваш во погрешен однос кон Бога, кон верата, аналог на тоа и кон себе. И затоа, особено во Стариот Завет, па и во Новиот Завет, е забрането што? Идолопоклонството, многобожството и сето тоа што доаѓа со идолопоклонството и многобожството, тоа е магизмот, окултизмот, суеверието и така натаму. Тоа е демонопоклонството, всушност, поклонување на демони. Кога го читаме ние Светото писмо, ние, особено по потопот, ние доаѓаме до една представа дека скоро сите народи под влијание на гревот, под влијание на паднатата природа, под влијание на чистите демонски сили, стануваат идолопоклонички, многобожечки и тонат во магизам, во окултизам, во суеверие и во магија. Исто така, кога го читаме Светото писмо, ние уште од почетокот пратиме една тенка линија која ја благословува и ја чува и ја провислува Бог. Тоа е една тенка линија на човечки генерации. Адам и Ева, па Сит, па потоа, после потопот е Син, еден од синовите на Ное, па потоа Евер, па Тара и доаѓаме до Авраам. Значи, во морето на тогашните многобожачки идолопоклонички народи, кои тонеле во окултизам, магија, суеверие, Бог најдиректно, зборам после потопот, затоа што ни пред потопот се има откривано, но особено после потопот, например, имаме директно откривање на Бога на Ное. Бог го подготвувал ова Ное за да го преживее потопот и сето тоа што треба да биде спасено. Значи, по потопот ние имаме личноста на Авраам, личноста на патриархот и пророкот Авраам, кој бил посетен од Бог. И Бог му дава визија, благослов за тоа, дека преку него ќе бидат благословени сите народи. Внимавајте. Тоа е веќе друга тема, тоа е веќе третата тема, но мора малку да ја добреме. Што се случува со Авраам? Замислете во морето на тие многобожачки идолопоклонички народи, само тој и неговото племе не се поклонувале на идоли. Само тој и неговото племе верувале во Бог, односно, сега влегуваме во овој термин. Веруваме. Внимавајте, вистинските поклоници, односно оние кои на вистински начин му се поклонуваат на Бога, на Творецот, тие немаат вера во Бога, тие имаат доверба во него. Разбирате? Затоа што веќе престанувате Бог да го доживувате како абстрактна филозофска идеја. Разбирате? Абстрактна филозофска идеја. Бог не го доживувате така, како некаков плод на вашата фантазија и така натаму. Значи, Бог за вас, кога ќе се доживеете, кога ќе биде човек во таква духовна состојба, Бог е личност. Не правиме муабет за лик. Значи, Бог е личност, Бог е жив. И Аврам, и неговото племе, неговите потомци го доживувале делувањето на тој жив Бог во својот личен живот, но и во животот на своето племе, но и во животот на останатите народи.
Тие доживувале како Бог делува. Тие доживувале како Бог делува. И Аврам имал доверба во тоа дека тој што му се јавил е тој што е. Не разбирате? Е тој што е. И затоа Бог, тој што е, на Аврама му вели дека преку него ќе бидат благословени сите народи. Како преку него ќе бидат благословени сите народи? Затоа што преку него, односно преку неговото колено, преку Исак, преку Јаков и така натаму, ќе се формира еден народ, тој старозаветниот народ, еврејскиот народ, кој ќе живее и ќе го пренесува Божјото откровение. И тоа всушност откровение ние сме го примили од нив. Тоа се светите книги на Стариот Завет. Сите тие нешта се напишани во периодот на тоа кога еврејскиот народ бил старозаветен народ Божи, кога живеел во волјата на Јахве, волјата на Творецот. Значи, тие ја сведочеле вистината за едниот вистински Бог, но во исто време волјата на нашиот Творец била освен тоа во овој свет да се посведочи вистината за едниот вистински Бог, тој тако како што е, волјата на Творецот била да се подготви старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, но и сите народи за доаѓањето на Спасителот на светот. Кога Бог му се јавува на Аврам, му се открива на Аврам, тој му се открива за да му се открие, покаже кој е и каков е, преку него и на останатите народи, но исто така и да му навести дека во овој свет ќе дојде оној што ќе биде спасител на целото човештво. И сега, тој Бог, веќе, со многу нешто се разликува од другите богови. Значи, другите богови се плод од филозофска спекулација, од желба, интуиција и така. Овој Бог има своја волја, има свој план, има своја намера, има своја цел. И што е најбитно, има грижа за целото човештво. Кога го отвараме ние Светото писмо, можете на самиот почеток. Тамо имате, пак си погледнете. Ето е тука. Кога го отварате Светото писмо, уште на самиот почеток, во првата книга Мојсеева. Првата книга Мојсеева започнува со зборовите: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. На еврејски зборот за Бог е Елохим. Внимавајте, евреите до Мојсей, тој што е, што тие го доживувале како Бог на Авраам, Исак и Јаков, тој што делувал, го доживувале како Елохим, што буквално преведено на македонски значи сесилен, тој што има сила, тој што действува. Затоа внимавајте сега, многу интересна работа. Кога луѓето имаат само површно сознание за Бог, само онака начнале малку што Бог е, тие го доживуваат Бог како што? Па како сила. Затоа што ја доживуваат неговата пројава, но без да навлезат во тоа кој е тој и кој е неговата намера и цел со овој и ваков свет. Не разбирате? Тоа е тоа. И затоа го нарекуваат Елохим, што значи сесилен. И првото својство, суштинското својство на тој што е тоа дека е сесилен, се може. Сесилен и се може. Затоа што тоа е изворот на сето действие или на сета енергија. Тој е најмоćниот, затоа што е изворот на се што постои. И ништо не може да биде помоćно од него, затоа што тој е изворот на силата, на действието
на енергијата. Затоа е Елохим. И затоа што е таков, тој е Творец. Првиот стих. Бог ги создаде небото и земјата. Под небото и земјата се подразбира духовниот и материјалниот свет. Се она што постои во духовниот и се она што постои во материјалниот свет. Внимавај, духовниот свет и материјалниот свет. Но ние денеска немаме представа баш многу до каде е материјалниот свет. Нашата планета Земја, нашиот планетарен систем, нашата галаксија не е материјалниот свет. Ми разбирате? Особено денеска кога науката ни помага да си го да расшириме нашата свестост и сознание, огромен е материјалниот. Ние немаме представа. Немаме представа и што е најинтересно, каде се наоѓа материјалниот свет и што е од другата страна, ако има нешто така. Разбирате? А сега тука се говори дека Бог е творец и на духовниот и на материјалниот. Односно, под материјалниот свет го подразбираме оној свет кој ние може да го видиме со нашите материјални очи. А по духовен свет е оној свет кој ние го доживуваме со нашите духовни очи. Тоа е тоа. Но што е тоа поточно, тоа е веќе друга тема. Но што е битно за нас? Битно за нас е ова, во почетокот. Во почетокот. Додека сите народи, внимавајте, додека сите народи, сите пагански народи, сите идолопоклонички народи, ја прифаќале вистината дека материјата е вечна. Че постои вечна материја, која некој демиург, како што тоа го нарекувале елините, или некој творец, се зависи од религија, од митолошкото доживување и така натаму, некој творец во однос на таа праматерија го формира сето ова што го формира. Кај евреите не било така. Они викат не. Не е така. Бог е оној кој постои вечно. Не разбирате? Бог е оној кој постои вечно. Кај паганските народи, боговите се раѓаат. Имате разни митологии, така да не правиме муеве, дека тоа веќе една друга тема ќе не однесе. Разни приказки за боговите. Што они подразбирале под Бог, тоа е друга работа. Но кај старозаветниот народ Божи, кај Аврам, кај Исак, кај Јаков, кај Мојсей, кај пророците, тие верувале во Елохим, во Сесилен, во тој што е, кој е вечен. Внимавајте, вечно битие. Бог е сесилно, вечно битие. Вечно битие. Че битие кое нема почеток. И од таму не треба творец за него. Разбирате? Нема почеток. Вечно битие. Тешко е на нашиот ум. Многу му е тешко. Да замисли вечно постоечко битие. Битие кое е вечно постоечко. Но од друга страна, нема по-логично од тоа дека мора да постои вечно постоечко битие. Разбирате? Ако не постои вечно постоечко битие, кој е извор на се што на сета енергија, тогаш замислете боговите да се раѓаат, па да умираат, па секој да си прави по свое. Една лада, друга лада. Одиме во демократија и плурализам. Така. Значи, Бог се открива како вечно постоечко битие. Сесилно, вечно постоечко битие. Понатаму, овие работи кои се најсуштински според Светото писмо за формирање на наша представа за Творец. Таква, колку толку така, како што можеме да ја восприемеме. Нешто што исто така е од крајно битно значење за тоа да создадеме представа за Творецот е оно што е запишено во втората книга Мојсеева во 3 глава од 13 до 14 стих. Можете да најдете во Светото писмо, но јас ќе ви прочитам така да не се мачете. Овој настан се случува во времето на Мојсија. Еврејскиот народ бил под египетско робство. Не влегуваме во таа приказка, имаме за тоа одделно предавање. Бог, сесилниот Елохим, има своја промисла
да го ослободи овој народ од египетското робство. Зошто и како? Понатаму ќе се види неговата промисла и неговиот план. Бог, за да го ослободи еврејскиот народ од египетското робство, тоа го прави преку пророкот Мојсей. Бог имал промисла, зошто и како преку него. Бог си знае, си има свој план, зошто и како преку него. Што е најбитно, кога Бог му се јавува на Мојсей, во капината што не гори, Мојсей гледал оган, ама огнот не горел. Не се горел. Не се горува, не пала, да. И кога слуша ова е свето место, собои ги обуките своји и така натаму, и кога Бог го испраќал Мојсей кај еврејскиот народ, Мојсей му упатува едно многу суштинско прашање на Бог. Добро, вика, ти ме праќаш, што ме праќаш, сега пазете, разговор се води. Значи, Бог е личност. Мојсей е личност. Пазете, кој е Бог, кој е Мојсей? Ама Бог и Мојсей разговара. Како што Бог тоа го прави со секој од нас. Од друга страна, треба да сватиме една многу битна работа. Бог, иако е полнота на сесилност и действие, енергија, Бог е апсолутна смиреност. Во него нема ни трошка од тоа што ние го нарекуваме надменост, суета, егоизам, затоа што сето тоа е зло. Во Бог зло нема. И затоа евреите веруваат во Бог кој е свет. Свет Бог, кадош. Свет, во него зло нема. И затоа многу често луѓето од овој свет кои се извалкани со суета, со гордост, со надменост и така натаму, како се овој Бог прави муавет со Мојсей, со Аврам, со овој, со овој, така натаму. Пошто ние сега, знаете, ги гледаме луѓето низ призмата на нашата човечка лествица. Колку е човек поголемо, повисока на социјалната лествица, толку е послеп за тие што се подоле. Сега, Бог не е таков. И тоа најдобро го гледаме преку кого и во кого. Преку Христос. Гледате самиот овоплотен Син Божи. Каков однос гради кон луѓето. Каков однос. И веќе го прочитам тоа. А Мојсей му рече на Бога: еве, јас ќе појдам кај синовите израелски и ќе им речам: Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас. И ако тие ме прашаат како му е името, што ќе им речам тогаш? Бог му одговори на Мојсей велејќи: јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи: така ќе им кажеш на синовите израелски: оној кој вечно постои ме испрати кај вас. Зошто Мојсей, тоа е многу интересно, го прашува Бог за неговото име? Знаете ли зашто? Затоа што Мојсей бил формиран во каква култура? Египетска. Во египетска култура, он пораснал како египјанец. Како он бил евреј, но целата приказка да не кажуваме, целиот свој живот всушност го живеел како египетски принц. И он бил воспитуван како египјанец. Во таа нивна вера, култура и така натаму и така натаму. И кај египјаните било крајно логично што секој од боговите нивни што они си ги правеле така натаму да има свое име и За да се разликуваат. да се разликуваат тие многу. И сега Мојсей вика: чекај сега, ти кога ме праќаш, ја што ќе им кажам? И Бог, тој што е, му го открива своето име, ако може така да се каже, односно Бог му го открива своето најдлабоко својство, најдлабоко својство на Мојсей, преку зборовите Јахве, Јахве, што буквално преведено значи јас сум, оној кој вечно постои, вечно постоечки. Разбирате? Еве ја баш околу ова сум размислувал и сум читал доста и така натаму толкување. Не можете по-суштинско име. Не можете по-суштинско од ова да кажете. Не можете. Ја сум. Ја постојам. И плюс, Бог вели, моето постоење е вечно. Јас сум вечно постоечки. Тој е вечно постоечкиот те праќа. Вечно постоечки. Тоа значи Јахве. Јахве.
И во Стариот Завет дури се забранувало да се изговара ово име често и така натаму, тоа е третата Божја заповед. Се внимавало доста напразно да не се говори за Бог. И затоа евреите наместо Јахве го изговарале зборот Адонај. Адонај, што е на елински преведен со терминот Кириос, што е преведено на македонски Господине или Господи. Господар, тоа значи. И кога ќе го сретнете овој збор Господ, Господар во Светото писмо, треба знаете дека всушност тоа е Јахве. Односно, јас сум оној кој вечно постои, вечно постоечки. Повели. Господар како владетел или господарил светот? Не Господ, тоа нема како е ново македонистите да ви долговиш. Сакам да знам како Господар како домаќин. Како домаќин. Како оној што се грижи. Не како владател, Саваот. Да он владе, ама пред се Подарува господар. Дарува. Добро и дарува, да, и тоа е. А добро, Мојсе исто така бил елитата, значи дека знае да манипулира, значи дека знае да пишува, значи дека бидејќи таму има и добри и лоши според мене некои сега. Добро, да слушам. Затоа што Господ во тие негови книги е и лош. Значи дека и мислам така строг да го кажам, да не кажам лош. И ќе правиме муве, тој има цело предавање за тоа. Да. Зашто Бог е строг. Особено во Стариот Завет, па и во Новиот Завет. Од каде доаѓа Божјата строгост, така натаму и така натаму. Значи, откако човештвото отпаѓа од него, многу работи се случуваат. Така да Бог ја покажува своето делување во однос на нашата духовна состојба. Каква е нашата духовна состојба? Всушност такво е неговото делување кон нас. Може би и ние така го читаме. Што е најинтересно повеќе. Дали има некакви записи од тоа што се случувало кога Господ пред да се оддали од нас? Сигурно тоа било некаква блага состојба или Има да, има. Тома веќе тоа е за третата тема која ќе разговараме за доброто и злото. Каква била состојбата на екзистенција пред падот, пред злото. Пака, на овие, видите се, ја реков патување. Патување. Секој предавање е патување. Владнување. Значи, првото предавање има за цел да ви помогне да се формирате според тоа што ни е откриено во Светото писмо, представа за тоа кој е тој и како. Значи, веќе преку сето ова што до сега го говоревме, ние добиваме слика во умот, ајде да кажем, представа во умот, сознание во умот, дека Бог не е плод од некаква наша фантазија, мечта, некаква наша измислица, некаква наша потреба. Тоа е и наша потреба, но не е плод од тоа. Тој е и тој се открива. Тој се открива и прво го доживува како сесилен, како Елохим, за да полека го осознаат и неговото суштинско својство, дека тој е личност, односно вечно постоечка личност. Вечно постоечка личност. Тоа значи Јахве. Јахве, вечно постоечка личност. И не случајно исповедањето на верата кај евреите гласи вака. Тоа е запишано во петата книга Мојсеева. Почуј Израеле, Јахве, вашиот Бог е единствен Господар. Сакај го Господа твојот Бог од се срце, со сета душа твоја и со сите сили твои. Ова дали ви е нешто познато. И двете заповеди, љубовта кон Бога и љубовта кон ближните, ги има во Тората. Ги имате во Мојсеевото петокнижие. Но кога Христос, кога Месијата ја кажува суштината на односот кон Бога и кон ближните, тие две заповеди ги кажува заедно. Возлюби го
Господа, Јахве, твојот Бог, кој е единствен, со сето своје срце, со сето своја душа, со сето своја сила. Што значи возлюбил? Оствари заедница со него. Пошто љубовта е остварување на заедница. Таму кај што има љубов, што е заедница, заедништво. Сега, околу тоа, зошто Бог му се објавува на Мојсе. Ние знаеме што се случило со Мојсе. Мојсе бега од Египет, убива човек. Мојсе, знаете што бил во ситуацијата кога Бог му се објавил? Овчар. И чувал овците на својот таст. Нит му било многу до еврејскиот народ, од кој побегнал и така натаму. Нит му било до египтјаните. Тој се ги чувал овците на својот таст. Бог го повикува него. Зошто? Затоа што душата на Мојсе, личноста на Мојсе била подготвена. Била подготвена за таа мисија што Бог му е дал. Само Бог, тука дознаваме уште едно својство на Бог. Само Бог има пристап во нашите најдлабоки димензии на нашето битие. Не разбирате? Само Бог. Само тој знае какви сме. Дури и понекогаш ако гледате некој според вас дека е ваков онаков, вие не знаете што Бог гледа во него. И затоа нас ни е забрането да судиме за луѓето кои како. Бог си знае најдобро. И ако го извлечеме сето она што ни е откриено во Стариот Завет за Бог, за Творец, ние добиваме на ваква дефиниција. Дека Бог е еден, дека е единствен, дека е Творец, дека е сесилен, дека е вечен и дека е личност. Дека Бог има своја пројава и своја волја. Разбирате, своја грижа. И Бог делува во историјата на целото човештво, делува во историјата на секој човечки живот, на секој семејство, на секој народ, не разбирате, Бог делува. И делува според тоа како кој ќе се отвори за него. Разбирате, кој како ќе се отвори за него. Ако одиме ние во минатото, пред Христа, и ако завлегуваме длабоко во мудростите на мудреците од древнина, ние ќе видиме дека кај сите народи постоеле луѓе кои биле мудри, кои читајќи се однатре, работејќи и живејќи со својата совест и свесност, доаѓале до исти законитости. И оттаму, кај многу религии, кај филозофски системи и така натаму, има нешта кои се препознатливи. Разбирате? Тоа е тоа општо милје. Зошто? Затоа што ако Бог е тој кој вечно постои, тој нас не создал, како што ни е откриено тоа во Светото писмо, по свој образ. По свој образ, односно по своја слика и подобие. Бог е личност и ние сме личности. Јас не говорам за тоа како он изгледа, не говорам за неговата форма. Не знам. Бог е надвремено и надпросторно битие. Внимавајте, надвремено и надпросторно. Ако е надвремено и надпросторно, какво битие тоа? Не знам. За него, да, не може. Значи, он е надпросторно битие во однос на нашето поимање на просторот. Он е надвременско битие во однос на нашето поимање на времето. Нова димензија. Да, тоа е сосем друга димензија, ако може и така да се каже. Сега, Бог е личност и тој не создал нас како личности. И затоа ние што велиме за себе? Образот свој. Јас сум. Јас сум. Чедо Божи. Не, остати тоа че да друга. Јас сум. Јас сум. Јас имам свесност дека сум. Јас имам свесност за својот идентитет и јас имам свесност дека остави ја вратата ова. Имам свесност дека постојам, не разбирате? Дека постојам. Јас имам свесност дека постојам. Но за разлика од Бог, кој е вечно постоечко битие, јас со текот на времето стекнувам свесност дека имам почеток. Ја не сум вечно постоечко битие. Јас имам почеток на моето постоење. Јас постојам, а многу пати некој од нас, скоро сите ние, не знаеме зашто постои.
а особено исто така не знаеме што ќе се случи и кога ќе престане ова наше постоење. Многу тајни. Многу тајни. И сега, затоа ние, како личности, бараме одговор за овие нешта кај нашиот Творец. Ама вистинските одговори се добиваат од вистинскиот Творец, не од некакви измислени тамо структури и представи за Бог. И сушност, кога подлабоко ќе се навлезе во однос на тоа што ни е откриено од Бог, ние доаѓаме до едно многу битно сознание. Целото Свето писмо ни сведочи за тоа дека Бог има големо мислење за секого од нас. А од каде доаѓа тоа негово големо мислење за секого од нас? Затоа што Бог има, односно има грижа за секого од нас. Има грижа, не разбирате? Се грижи. А зошто се грижи за секој од нас? Затоа што ние сме личности. И нема, внимавајте, ова е многу битно да го разберете. Нема ништо поскапоцено, нема ништо поскапоцено на оваа планета Земја. Во целиот материјален универзум од личност. Се што постои, ако нема личност која е свесна дека постои, џабе постоење. Сето тоа му е дадено на човек. И човекот има огромна одговорност, огромна одговорност и затоа, а таа одговорност се примила од Творецот, и затоа Бог се грижи за тој што му дал, на кого му дава одговорност. Зашто Бог, ние со текот на времето го доживуваме не само како вечно постоечко битие, туку го доживуваме како наш татко. И сега, преоѓаме во крунското Божјо себе откривање. Сам ова се што го зборувавме беа скалила. И тоа со Јахве едно високо скалило. Но има уште повисоко скалило. Има уште повисоко скалило. Крунското, значи круната, врвот на Божјото себе откривање се случува со доаѓањето на Месијата во овој свет. Всушност преку Месијата, преку Христос ни се дава на целото човештво крунското, врвното Божјо себе откривање. До доаѓањето на Месијата. Внимавајте, ова е многу битно да го разберете. До доаѓањето на Месијата евреите Бога го доживуваат како некој надвор од нив, некој горе, некој таму, кој е сесилен, кој е вечен, кој е творец, кој е личност, кој покажува грижа и така натаму, но го доживуваат некаде таму. Не може никоде, некаде таму, да, горе. Што затвреде? Сега, што се случува? Со доаѓањето на Месијата, со доаѓањето на Христос во овој свет, Бог ни го открива својот внатрешен живот. Се сеќавате она што на крајот од минатото предавање го говори. Бог ни се открива. Сега ќе говориме за тоа каков е. Кој е? Сега ќе говориме за тоа каков е. Бог ни се открива дека е еден, внимавајте, дека е еден, нема друг. Дека е единствен, а троичен. Еден, единствен, а троичен. Ова е земено од Евангелието според Матеј, 3 глава, од 13 до 17 стих. Не може да најдете, не може, ќе се понатаму ќе учите за тоа. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејќи: јас треба од тебе да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Но Исус му одговори и му рече: остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда. Тогаш го остави и штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата, одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божи како слегува како гулаб и доаѓа над него. И ете глас од небесата говореше: ово е мојот возлюбен син, во кого е мојата воља.
Овој настан, ние православните христијани го нарекуваме настанот на Христовото крштевање, го нарекуваме како тук? Го нарекуваме богојавление. Теофанија. Богојавление, богообјавување. Зошто? Зошто? Затоа што во моментот кога Исус се крштеваше, односно потопуваше во водите на реката Јордан, се случи Божјото себе откривање однатре. Бог се открива однатре. Значи, до тогаш го доживувале како еден, како единствен, таму некаде. Сега, тој еден единствен се открива однатре. И на целото човештво му се објавува како троичен. Како троичен. Што значи тоа троичен? Како три личности. Како три личности. Отец, кој има свој син, Дух Свет. Сега, како тоа? Кој е тој? Кој е тој што се потопува во водите на реката Јордан? Исус од Назарет. Кого гледал Јован Крстител? Јешуа, рабинот од Назарет. Не го гледал. Така ли? Но зашто вика, чекай, не јас тебе, ти мене? Затоа што однатре, воден од Светиот Дух, тој добил сознание кој е тој што стои пред него. Но не бил најасно. Внимавајте. Многу е тешко, скоро невозможно, со тој проблем живееле апостолите, да прифатите дека Бог примил човечка форма и е тука со вас. Разбирате? Тоа за нашиот човечки возгордеан, суетлив ум кој функционира по логиката на човечката лествица, колку си погоре, толку си повисок и ти е гаре за другите, тоа е многу тешко за разбирање, многу тешко за прифаќање, многу тешко. И затоа, например, често пати кога на разни конференции разговараме со нашите соседи муслимани, кога говориме за тоа кој е Исус, они викат, не може тоа. Како сега Бог ќе стане човек? Бог си е тамо горе, он си е владател, он е семојќен, он владее со нашата судбина, нема што сега он тука со нас нешто, и така натаму и така натаму. Тоа е представа по логиката на овој свет. Разбирате? Тоа е представа по логиката на лествицата на овој свет. Во овој свет, реков пред малку, колку си повисоко на лествицата, толку помалку гледаш за другите, како Бранислав Нужик, знаете она, со министерот. Колку, како беше таа представата? Качи се на столче, што гледаш, така гледаш прие. Колку повеќе се кажа, колку повеќе да. На крајто се качи на скалата, што гледа се, вика ништо не. Тоа е логиката на овој свет. И затоа за нас луѓето е многу тешко ние да си го представиме Бога по логиката на нашиот изволкан со зло и его ум. Па ние сакаме да имам да го доживееме Бог како семојќен цар, како полицаец, како деспот, како што нас не одговараме. Разбирате, ние си проектираме од овој свет и век. Но овде Бог ни се открива однатре. Значи, тој што се крштева во реката Јордан, е со вечниот Син Божи, Логосот Божи, кој преко Дева Марија ја прима човечката природа и станува вистински човек. Значи, кој стои пред Јован Крстителот? Со вечниот Син Божи, Словото Божи, Логосот Божи, кој станал човек, вистински човек. Значи, едниот од троединиот Бог ја прима човечката природа, и станува човек. И во моментот кога Јован Крстителот го потопува во водите на реката Јордан, кога се објавува Исус за Месија, за Спасител, што се случува? Третата личност од троединиот Бог во вид на гула, во вид во форма на гула, застанува, и тоа е многу, се гледате како Бог е прима таква форма, во форма на гулаб, како символ на помирител. Он е тој што ќе го возврати изгубениот мир помеѓу небесата и земјата, помеѓу Бог и човештвото.
Тоа е символ од Стариот Завет со Ној, додека не доаѓа голубицата и така натаму. И потоа Небесниот Отец вели, ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата воља. Значи, тој едниот и единствениот ни се открива како троичен. Сега треба и тоа да се објасни. Сега треба и тоа да се објасни. Да. Ја смејатиот пак сега повторно да го земам ова. Да, да. Значи, што ни открива овој символ? Видите, ова испреплетеност помеѓу овие, така да кажам, три листа. Видите како се поврзени. Да. Тоа е символично представување. Значи, личностите на троединиот Бог се различни. Значи, ние кога го читаме особено Новиот Завет, во Стариот Завет имаме само предвестување за оваа тајна. Во суштина, оваа тајна за троединиот Бог ни се открива во Новиот Завет. И ние кога го читаме Новиот Завет, светите книги на Новиот Завет, ние што дознаваме? Ние цело време читаме, се осведочуваме за личноста на Отецот, за личноста на Синот, за личноста на Светиот Дух. Но како се тие? Како функционираат? Според сето тоа што Бог ни го открил и според сето тоа што во Светиот Дух, светите Отци го разбрале од сето тоа што Бог ни го открил, особено преку светите Отци добиваме една ваква представа за да може да го разбереме ова. Значи, како што овие три листа, како се поврзани, така и личностите на троединиот Бог се три различити личности. Различита е личноста на Отецот, различита е личноста на Синот, различита е личноста на Светиот Дух. Но внимавајте, личност, не зборам некаква форма, личност, свесност за постоење. Имаме три свесности за постоење. Три личности. И тие три личности поседуваат едно совршенство, една воља, една светост, една љубов. Разбирате? И затоа што се едно совршенство, не е посовршено ова од ова. Затоа што се совршени. Знаете нешто што е совршено, тоа е завршено, тоа е совршено, тоа е тоа. Нема повеќе, нема што да се додаде да се одземе. Значи, кога е нешто совршено и кога е со иста воља, со совршена воља, тие три се едно. Разбирате? Иако се три различити личности, затоа што поседуваат едно совршенство, една воља, тие функционираат како едно. Пример. Тројца луѓе, кога ќе се запознаат подобро и кога ќе стекнат, како да кажам, условно речено, исто духовно ниво и слична воља. Вие ги гледате како исти, разбирате? Колку толку да ви приближат. Но замислите кога ние имаме представа или кога треба да се дадеме представа за овие три личности. Значи, три личности кои се различни. Различита е личноста на Отецот. Отецот е безпочетен, нема почеток. Личноста на Синот се раѓа од Отецот, што тоа значи, тоа ќе го објасниме. И личноста на Светиот Дух исходи од Отецот, што тоа значи, ќе го објасниме. Значи, тие три личности се различни, но поседуваат исто совршенство, иста воља. Иста светост. Иста љубов. И што е најбитно, затоа што овие три личности имаат совршен однос еден кон друг. Совршена предаденост еден кон друг. А што говоревме пред малку? Кога имаме совршена предаденост, кога имаме совршена заедница, кога имаме совршено давање на другиот, тоа се случува во што? Во силата на љубовта. Значи, Отецот совршено и апсолутно го љуби, ја дарува својата љубов на Синот. Синот на Отецот. Отецот на Светиот Дух, Светиот Дух на Отецот, Синот на Светиот Дух, Светиот Дух на Отецот. Имаме апсолутно совршена комуникација на љубов меѓу овие три совршени личности. Како последица на таа апсолутна комуникација на љубов помеѓу овие три совршени личности. Што се случува? Таму е силата на действието, таму е енергијата. Енергијата на сесилниот доаѓа од таму, ме разбирате? Тоа е тоа.
Од таму доаѓа, затоа е тој творец. А е творец затоа што е љубов. Пазете се, творец е затоа што е љубов. Затоа што има совршена личностна предаденост и врска, совршено личностно љубовно примање и давање, и тој како творец. Односно, затоа што е љубов, тој станува творец, за да својата љубов што е доживувал внатре во себе, ја предаде понатаму. Една експанзија на љубов. Ово рековте, кој рече пред малце? Како Бог, не се стегнал. Како оној кој е љубов и извира љубов. Од таму доаѓа неговата љубов. Од таму доаѓа неговата љубов. Овој круг е символ на божествената природа. Е символ на божествената природа. Бог е троичен по личности, но секој од овие три личности поседува иста божествена природа. Иста совршена божествена природа. За нас луѓето не е објаснено каква е таа божествена природа. Ние имаме само сознание дека е, но што е, ние не знаеме. И ние исповедаме дека Бог е троичен по личности, а единствен по својата божествена природа. Како што ви рекол Свети Василий Велики, ние усија три ипостаси, една суштина, една природа со три личности. Исто така, и кога символично го изобразуваме крстот, ние вака ги правиме прстите. Прекрасно е тоа, уште од раното христијанство не доаѓа. Прво вака ги спојуваме сите три прста, тоа значи дека Бог е еден и единствен. Бог е еден и единствен, но троичен. Отец кој има свој син и Дух и Свети. И како што овие три прста имат иста природа, така и Бог има иста божествена природа, а три различни личности. Три различни личности. Видите, може за ова, уште многу може да се зборува, но всушност ова тајна не поведува во суштинската природа или во суштинското својство на Творецот. Дека Бог е љубов. И затоа што е љубов, тој е наш небесен Отец, небесен Татко, кој не спасува преку својот син кој станува човек и не осветува и не подготвува за вечност преку Светиот Дух. Што е најинтересно, тоа ќе го говориме во второто предавање. Секогаш овие три личности, ајде да го употребам тој термин, работат заедно, делуваат заедно. Не може еден без друг. И затоа неговото дејство е како дејство на еден во низ три личности. Да, поведно. Вака, јас сакам да се вклучам за објаснувањето на Светото Тројство. Па негде пред месец дена на Премен прочитав како, мислам дека беше Свети Климент, им го објаснувал на христијаните Светото Тројство. И тоа го поистоветил со Сонцето. Рекол, значи, кругот на Сонцето е... Тоа е порано од Свети Климент, ама така, он од Свети Григори Богослов. Така го објаснувал тоа. А он бил, како да кажам, фасциниран од теологијата на Свети Григори Богослов, Свети Климент. Така. Да продолжам? Продолжам. Значи, кругот на Сонцето го покажува Отецот, кој што нема ниту почеток, ниту крај. Светлината е Синот, односно Исус Христос, кој што ни помага да го видиме Бога. И, значи... Да го доживееме, да го разбереме. Да. И, нели, топлината е фактички Светиот Дух, кој што фактички ни така дава таа топлина, кој што иска да... Има и многу други примери. Например, за светот во кој живееме. Ние живееме во тродимензионален свет. Трнете било која димензија е височина, широчина, должина. Трнете едно. Самите ние, тоа сум зборувал на останатите предавања, самите ние, целото човештво е всушност еден човек. Разбирате, целото човештво е всушност еден човек. Како што Бог има една природа и една суштина, така и ние имаме една природа и една суштина. Една природа, разбирате, една суштина, една програма како функционира таа природа, но сме различни личности. Различни личности. Че Бог нас ни се откри, да се вратиме на нашата тема,
како Елохим, како Сесилен, ни се откри како Творец, како оној кој е над просторот и времето, ни се откри како вечно постоечко битие, како битие кое се грижи, кое делува во историјата на човештвото и пред се над се, со доаѓањето на Месијата во овој свет, Бог ни се откри како наш небесен татко. Бог ни разоткри во полнота дека тој се грижи за се што постои во овој свет и за секој човек. Секој човек. И што е најбитно и најсуштинско, Бог е творец затоа што е љубов. А Бог е љубов затоа што има совршена љубовна релација помеѓу тие три личности на троединиот Бог. Земете пример од овој свет. Најдете тројца луѓе, пак, кои ќе имат добра волја еден кон друг и кои ќе имат љубов и разбирање еден кон друг. Каква енергија се доживува од нив, извира од нив. Зашто ние сме слаби како човештво? Слаби сме. Духовно сме такви како што сме. Затоа што сме разбиени од злото и од гревот. Злото ни инфицира, не држи во духовна успаност, во раскршеност, а гревот во дезинтеграција и во лоша насоченост на волјата. И ние како такви не можеме да оствариме вистинска, суштинска, љубовна комуникација со другиот. Ние се пазиме, внимаваме, тактични сме, и нема сила, се предадеш на друг човек, кога друг човек ти се предаде тебе. Кога има доверба, ти прави чудес. Замислете, но 3000 луѓе со вистинска љубов остварена во Бога во оваа наша Македонија. Значи се преобрази Македонија. Кога има слога, има Бога. Така е. Ето, затоа не ни од. И многумина велат, баш на минатото предавање на сестра, а добро отец Ивица, зошто сега тој Бог не ни помага? Паметно прашање. Многу точно. Викам, затоа што никој не сака. Тоа е целата приказка. Затоа што ние не сакаме да веруваме во овој Бог. Во тој живиот Бог. Во тој што е, кој ни ја откри својата волја. Разбирате, вие кога имате работа со живиот Бог, тој ја откри својата волја преку своите заповеди. Разбирате? И сега не можете него да го манипулирате. Он има дефиниран однос кон нас. Ова е добро, ова е зло. Ова е патот на спасението, ова е патот на смртта. Што ќе изберете вие? И ние што велиме? Боже, ова твоја волја и овие твои заповеди се многу тешки. Затоа ние ќе си направиме свој Бог. Ќе си измислиме, ќе си фантазираме, ќе си правиме идолопоклонство, религии, глупости и така натаму и така натаму. Сега, внимавајте, како Господ да ви даде? Како да ви даде кога вие не сакате? И што е најбитно? И да сакате, треба да бидете подготвени да го примите тоа што Господ ви даде. Треба да бидете подготвени. Многу битно. Како ќе ти даде таа своја сила, своја присуство. И одма нашиот изфантазиран егоистичен ум, тоа да го искористи за што? За своји цели. Лично за себе. Не може. И затоа, кон светиот Бог, кој нема во себе зло, кој е апсолутно добро, затоа што е апсолутна љубов, се пристапува само со светост. Разбирате? Со светост. Треба се отворите за светоста, да пристапите кон светиот. Тоа е тоа. До тогаш се тоа само религија во на пежоративна смисла на затворот. Секој си прави некои своји ритуалчиња, некои приказки своји, си прави разни групи, секти, религии, не знам таму што. Се е тоа замајување. За волја на вистината, такво нешто и текако има и во нашето православно христијанство, само што тоа не е православно. Кога јас кажа во што веруваат православните христијани, православните христијани веруваат во она што предмалку зборував. Правоверните христијани веруваат во она што ни е откриено преку пророците, суштински ни е откриено преку Христос. Тоа откровение го имаа запишано апостолите во Светиот Дух и ни се пренесува 2000 години во црквата Христова. Онака како што тоа успеваат во Светиот Дух да ни го пренесат
светите оци и учители на црквата, не разбирате? Кои се свети. И ние веруваме во тој Бог. Оно за кој премногу зборим. Православните христијани. Но православните христијани по културолошка основа и матрица, кои се само по традиција православни, тие веруваат кој знае што. И затоа, според диагнозата на мене грешниот, нашето општество и нашата црква страда најповеќе од тоа што имаме ние погрешна представа за Бог. Погрешна представа за Бог, погрешен однос кон него. Погрешен однос. И тој кога сака да ни даде, ме разбирате, кога сака да ни даде, нема кому. Видете сега, анализирајте духовната состојба. Најголем процент од луѓето денеска се збунети. Збунети се. Да не зборам за духовно успење. Тие се успеете, не ги интересира. Оние што малце се подразбудени, они се збунети. Они се збунети од тоа што никој не им ја сведочи вистинската представа за Бог. Тоа Бог како што е и никој не ги учи како да комуницира со Бог. Разбирате? А тоа е целта на црквата. Тоа е целта на нас свештениците, на епископите и пресвитери. Целта наша. Тоа е тоа. Онака се ветер и магла, разбирате? Па вие треба да не учите. Тоа е првиот проблем е кај нас. Се чувствува, значи, во црквите, дека духовите са создозна, че сме одредени, као клише се. Значи, едноставно те гледа како раја, што е влезена таму, на неколку пати така доживуваме. Значи, едноставно, че ако сум дојдена, барам помош некако. Така. И тоа со два збора, значи, као толку, ке се видиме, сам премногу клишеа. Тоа е целиот проблем, што ако направиме сериозна анализа, значи, нашите предходници, не знам неколку генерации наназад, се имаат сериозно отклонети од оваа вистина, за тоа кој и каков е Бог. И потоа што се случува? Се случува на следната генерација им ја остават својата погрешна представа. Следната генерација на таа погрешна представа ќе додаде уште нешто така натаму, и ние доаѓаме до оваа состојба. Ние сме успеале црквата Христова во најголем процент денеска да ја претвориме во религија. Под религија подразбирам собир на ритуали, обичаи, форми, изразување на некаква религиозност која нема никаква врска со Божјата волја и со Божјите заповеди. Нема никаква. И после луѓето се прашаат, дека јас сум нешто верник, нешто одам у црква, ова мене ништо у животот. Па ништо. Ништо затоа што никој не ти помогнал тоа што треба ти помогне да се укопчеш, да влезеш во изворот на енергијата. Разбирате, тоа е целата работа. Тоа е целата работа. Имавете верата во Бог, предаденоста на Бога, не е предаденост на етички систем, на морален систем. Божите заповеди не треба да ги доживуваме како некаков собир на закони кои ни судат и ни викаат овака треба, овака не треба да го. Тоа е погрешна представа. Тоа е погрешна представа. Бог не е, да кажам, некој тамо полицаец или правник кој цело време не гледа низ призмата на тоа, на своите закони. Божите заповеди пред се и над се треба да ги доживуваме како насоки пред се, како насока. Насока. Втора работа. Еве, пример со идолопоклонството. Божјата заповед против идолопоклонството. Се Бог ти вели, ти може да го избереш ова насока или ова насока. Ако го избереш идолопоклонството, после идолопоклонството следи многобожството. После многобожството следи окултизам, магизам, демонизам и сатанизам. Ако го избереш мојот пат, ако не се поклонуваш на идоли и се отвориш за мен и почнеш, внимавајте, ова е клучниот збор за оние кои се отварат и имаат доверба или доживување на едниот вистински Бог. Започнува процесот на растење. Ова верник не се станува преку ноќ. Јас не знам за такви верници.
И тие што велат јас сум голем верник, јас сум мал верник, јас сум среден верник и така натаму, кога ги прашате што веруваат и како веруваат, тие што навистина имаат вера во Бог, тие за себе не велат јас сум верник, туку велат јас сум грешник. Да, јас сум зашто? Зашто вели дека јас сум грешник? Затоа што он го почнал процесот на своето богоуподобување. Богоуподобување значи да растеш во Бог. Твојата личност да расте Богу слична, да станува лично на Бог. Тоа е процес. Процес. Тоа е еден процес во кој се формира нашата личност. Цел процес е тоа. Тоа е всушност, што би рекол Господин Свети Григорий Богослов, уметностите, умешноста над умешностите, да ја формираш личноста на човекот. Тоа е тоа. И тоа да ја формираш, да биде благословена за овој свет и да стекне вечно постоење. Тоа е тоа. И тоа е процес. И затоа нема верници кои стануваат преку ноќ. Еве ја денеска, да, вела него, јас денеска поверував, ама тоа не ја заврши приказката. Он ја почнува. Видите? Во моментот кога ќе доживеете внатре во себе допир или контакт со Творецот, кога ќе стекнете доверба во него и кога ќе почне тој да ве води, веќе вие влегувате во едно патување внатрешно. Е цел процес. Процес. Тоа и ти вие почнувате да му се уподобите. И затоа луѓе што му се приближиле на Бог и кои знаат каков е тој, знаат каква огромна љубов, какво огромно смирение. Они затоа велат грешен сум ја. Грешен, во на смисла, па јас уште сум во промашување. Уште не сум како што треба. А луѓе кои не го осетиле Бога, за кои Бог е само абстрактна идеја или фантазија или така натаму, та субјективна представа, тие може да кажеш што сакат, и голем верник, и мал верник, и среден верник, и верник од 10 тона, и верник од 5 тона, и така натаму. Разбирате, тоа е тоа. Но кога ќе се доживее Бог таков како што тој е, и кога ќе се доживее тој вистинскиот, тогаш се менува. Но треба да знаете дека тоа е процес. И многу е битно во тој процес да ве раководат луѓе кои имат искуство во тоа. И затоа Бог тука ни дава заповеди како насока. Кога ќе тргнете по патот, знаете каде да одите за да не заскитате. Тоа е тоа. И во исто време Бог не само што со заповедите ни дава насока, туку и со заповедите не заштитува. Не заштитува од оние што сака да не излажат или не заштитува нашата падната природа. Зашто, што би рекол братот Дуле, многу ми нароптат против Бога. Пошто не е лесно луѓе со нашата падната природа. Не е лесно. Можеш ти стануваш верник и одеднаш да станеш свет човек. Тоа не е лесно, да не се лажеш. Приказки за мали верења. Ни они не веруваат. Процес. Тоа е процес на непрестано, континуирано, духовно, личностно растење, зрење и очистување. Полека. Од ден во ден, од седмица во седмица, од месец во месец, во година во година. Полека и вие со многу искушенија, да. Но тоа е тоа. И вие со текот на времето осознавате како внатрешно патувате, како внатрешно се менувате и како се уподобувате на Бога. Како ви станува јасно кој е и каков е тој.